второ послание на апостол Петар, 3 глава. Еве, возлюбени, како веќе ви го пишувам второто послание, во кое со напоменување ви го разбудувам вашиот чист разум, за да се подсетите на зборовите порано кажани од светите пророци и на заповедта од Господ и Спасителот дадени преку вашите апостоли. Најнапред знајте го тоа дека во последните дни ќе се јават подигрувачи, кои ќе се подбиваат и ќе живеат според своите похоти. Ќе велат: каде е ветувањето на неговото доаѓање? Зашто откако татковците наши изумреа, се си стои така како од создавањето на светот. Тие намерно зборуваат дека небесата и земјата од порано беа создадени од вода и преку вода со силата на Божјото Слово, преку кое тогашниот свет загина, потопен од вода. А сегашните небеса и земјата, пазени од истото Слово, се чуваат за оган во денот на судот и погибелта на нечистивите луѓе. Но внимавајте, возлюбени, да не го изумите само тоа дека за Господ еден ден е како 1000 години, а 1000 години како еден ден. Господ нема да залоцни со своето ветување, како што некои мислат за бавењето, но долго време трпи, бидејќи не сака да загине некој, туку сите да се покаат. И ќе дојде денот Господов, како крадец во ноќно време. Тогаш небесата со голема бучава ќе ги снема, и стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а земјата и се што е на неа ќе изгори. И така, бидејќи сето тоа ќе се разруши, каков треба да ви биде вашиот свет, живот и побожноста ваша, додека го очекувате и посекувате скорото доаѓање на Божиот ден, во кој небесата ќе се разрушат и основите во оган ќе се стопат. Но ние, според неговото ветување, очекуваме ново небо и нова земја, на кои ќе се всели правда. Затоа, возлюбени, додека го очекувате тоа, погрижете се пред него да излезете спокојни, неосквернети и непорочни. И долго трпеливоста на вашиот Господ сметајте ја како спасение, како што ви напише возлюбениот наш брат Павле според дадената му мудрост, како што зборува за тоа и во сите своји посланија, во кои има некои работи тешки за разбирање, што неучените и неутврдените ги зопачуваат, како и другите писма за своја погибел. А вие, возлюбени, знаејќи го ова однапред, пазете се од измамата на беззакониците, за да не бидете одведени со нив и да не отпаднете од својата утврденост, туку да напредувате во благодата и во познанието на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нему слава и сега и за вечни времења. Амин.